Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во Училница. Јас сум Кристина Харалампиева, наставник по македонски јазик. Овој час е за ученици од 7 оделение. Што ќе учиме денес? Денес ќе учиме за разговор како вид комуникација. Целта на овој час е да ја согледате моќта на убавите зборови во комуникацијата и негативниот впечаток на грубите зборови од сопствените и тугите искуства. За работа на час ви се потребни тетрадка, прибор за пишување, компјутер или лаптоп на кој можете да го проследите овој час. Кога ќе ви поставам некое прашање или кога ќе сакате да запишете нешто од презентацијата, стопирајте го видео часот и запишете го одговорот или примерот во вашите тетрадки. Да се потсетиме на оваа лекција од 6 оделение. Што е тоа разговор? Верувам дека вашите одговори се слични или исти како дефиницијата која што учевме лани. Мислите, односно зборовите кои им ги упатуваме на нашите соговорници, кои пак ни возвраќаат со соодветен одговор, се нарекува разговор. На страна 127 во учебникот има еден текст насловен "Со петка до училиште" од Сонја Јовановска. Обрнете внимание на комуникацијата меѓу ликовите и обележаните зборови. Внимателно следете. Будилникот тоа утро задзвони цел час порано. Не беше грешка. Така намерно го намести татко ми. Преселбата заврши и таа ме оддалечи неколку километри од моето училиште. Па морав да патувам со автобус. Возбудата растеше. Подготвен се најдов пред зградата каде ме сретнаа новите соседи, а јас љубезно ги поздравив. Добро утро и среќен ви ден. Следуваше љубезен одговор. Да си жив и здрав, среќа да те следи на училиште. Некако добив елан и тргнав кон автобуската станица. Мојата петка, штото го пристигнуваше, полна со патници како торба полна со одлични оценки. Вратата се отвори и јас се качив, обраќајќи му се на возачот. Ке ве молам еден билет на за повеќе возење. Од денес сум ваш редовен муштерија. Повели момче, за 10 возења. Ми го подаде билетот возачот. Благодарам, му реков и се упатив кон средината на возилото. Се возев неколку минути кога јас догледав училишната зграда. Извинете, и реков на жената пред мене, тоа е моето училиште, морам веднаш да слезам. Повели момче, помини, љубезно ми се насмеа и јас слегов. Весел дојдов во училиштето и веднаш им се пофалив на другарите дека сега патот до училиштето ми е поинтересен. Ки ни го покажеш ли твојот нов дом? Ме запрашаа со учениците. Секако, само повелете, ќе појдеме заедно, ќе ви го покажам моето новоизградено катче, полно со предизвици. Се насмевнав со загадачен израз кој веднаш морав да го сминам, зашто дојде наставничката. Станавме и во еден глас ја поздравивме. Добар ден! Таа отпоздрави и часот започна. Потонав во светот на новите знаења што се пластеа во мојот ум. А забавата со другарите? Таа ќе дојде како награда. Ќе им предложам да појдеме во театар. Ќе ми се придружите или и вие? Ах, да, заборавив. На час не се зборува. Разговор за текстот. Каде се одвива дејството во текстот? Ако внимателно ме слушавте, лесно ќе го дадете овој одговор.
Така е во автобусот и во училиштето. Кои зборови за културна комуникација ги воучи кај ученикот и неговите соговорници? Точно знам дека можете да ги наброите и да ги посочите во овој убав текст. Добро утро и среќен ви ден. Ке ве молам, повели, благодарам, извинете, повелете. Како се однесувале луѓето и децата со кои ученикот доаѓал во комуникација и зошто нивниот однос кон него е токму таков? Така е, љубезно, учтиво, културно, зашто и неговиот однос кон нив е таков. Како се однесуваме кон луѓето, така тие ни возвраќаат во животот. Овој текст ви пренесува јасна и прецизна порака ученици. Како треба да се однесувате во својата околина. Љубезноста треба да е присутна на секое место и во секое време. За време на средба со соседите, во автобусот, во училницата и така натаму. Само со љубезно однесување можеме да се надеваме дека и останатите со нас така ќе се однесуваат. Истовремено, главниот лик од овој текст е свесен и дека за време на часовите не треба да се зборува, со што и овде покажува морална свест, без почит кон нормите за однесување за време на часовите. Да повториме. Мислите, односно зборовите кои ги упатуваме на нашите соговорници, кои пак ни возвраќаат со соодветен одговор, се нарекува разговор. Тој служи како комуникација во различни животни ситуации од нашето секојдневие. Разговараме дома, со блиските, со пријателите, на улица, во продавница, во библиотека, во училиште. Разменуваме мисли за одреден настан, прочитана книга, спортски надпревар, гледан филм, ТВ емисија и така натаму. Особено е важна културната комуникација со зборовите. Молам, извинете, благодарам, повелете, поздрав и така натаму. Со тоа оставаме впечаток на културна и воспитана личност која помага во секојдневната комуникација во животот. Дадената табела дополнете ја со убави и грди зборови користејќи антоними. Како примерот што ви е напишан. Убав збор е добар, негов грд збор или антоним е лош. Убав збор е вреден, негов антоним или грд збор е мрзлив. Верувам дека оваа задача успешно ќе ја завршите и ќе ги напишете и пополните полињата од оваа табела. Кога ќе ја пополните табелата, размислете. Кои зборови почесто ги користите во комуникацијата со луѓето? Дали убавите зборови или грдите зборови? Очекуваниот одговор е убавите зборови. Грдите зборови треба да ги избегнуваме во комуникацијата со луѓето. Дури и кога луѓето имаат негативни особини. Треба да најдеме убави зборови и на културен и пристоен начин да им воочиме за нив без да ги повредиме. Бидете креативни. Замисли дека си добил или добила покана за бал. Напишете импровизиран разговор со соговорник за тоа како сте ја прифатиле поканата и за тоа што се случило за време на настанот. Употребете ги изразите и зборовите. На мое големо задоволство, голема благодарност, повелете, молам, благодарам, поздрав.
Верувам дека ќе бидете многу креативни и многу интересни. Одговорете со да или не на поставените прашања. Дали знаеш како се вика текстот што го читавме и зашто разговаравме? Дали знаеш што е тоа разговор? Дали знаеш кои зборови ги користиме за учтива комуникација? Дали можеш да формулираш прашања и да одговориш на тие прашања користејќи учтиви зборови? Ако вашите одговори се да, вие немате проблем со разбирањето и учењето на оваа лекција. Ученици од 7 одделение ви честитам на знаењето. Довидување!